Над 200 PM10 честички на метар кубен се измерени денеска во тетовскиот воздух. Загаденоста само изминатата недела во неколку наврати се искачила и над 600. Надлежните од општината годинава немаат ниту препорака, а камоли мерка за заштита од загадениот воздух. Од невладината екогерила велат дека над 40.000 возила секојдневно гравитираат низ градот, па воведувањето на јавен превоз би била првата мерка која би требало да се воведе. Нивен потек е сега, треба тие да направат нешто околу нормално депонијата која никогаш не ја дислоцира, а се уште е тука. Јавниот превоз треба што подитно да се донесе во градот. Би требало да се работи на гасификација на Тетово, иако тој е многу голем проект. И за жал би требало да кажам дека не верувам дека ќе го биде наскоро, ама барем треба овој со јавниот превоз малку со колите да се стави под контрола. Оттаму бараат и општинскиот инспекторат за животна средина да излезе на терен и да се контролираат помалите производствени капацитети со интегрирана дозвола. Ги има еден куп такви работилници, фабрики како да ги нарекуваме, значи кои исто така загадуваат. И сега у грејна сезона не се знае ни со што се греат. И пак од страна на општината, значи не имало некаква реакција у тој смер, например да ги видиме да направат нешто или да им напишат казна или да ги затворат. И граѓаните се жалат дека особено во вечерните часови се чувствува смрдеа, особено оние кои живеат во близина на претоварната станица. Треба нешто да ураде, треба и ово пар боле да буде него и ови градски автобуси и превоз и све да иде, да се смањи мало, да би ме имали што да дишаме. Јелошник горе, све е исечена шумата, никој не бил да види како е таму. Нема дрвце останат од буката. Над Брезно горе тоа местноста езеро што вика, нема ништо, само сеча. Никој не сади шума. Тоа е плуѓа, дрворед кај има у Тетово, кај што имало пред 3-40 години. Нема ништо тоа. Све е исечено. Има и погодни што тоа у ноќните сати се загадува. Депонијата кај може до Житополок да биде. Производство на леп, жито се чува, а на 100 метра од туека претоварна станица. Тоа е катастрофа. Повеќе од 200 дена во годината загаденоста на воздухот во Тетово е над дозволените граници.